Почитувани гледачи, ја следите програмата на КТВ. Во продолжение емисијата со повод ја посветуваме на тема од областа на медицината или од областа на психијатријата. Многу често кај граѓаните, кај младите или кај сите возрасти е присутна анксиозноста или стравот, или народно позната дијагноза како уплав, бојазност, неоснована загриженост. Тоа е тема на која што ќе работиме во наредните минути, а која што е од големо значење навреме да се препознае и навреме да се интервенира од страна на стручните лица психијатри. Имам чест и задоволство во емисијата да разговарам на оваа тема со доктор Бошко Томовски, специјалист невропсихијатар, кој што повеќе од 35 години работеше како клинички доктор по психијатрија, невропсихијатар, во клиниката во Белград, исто така специјализираше на оваа гранка во Белград. Докторе, благодарам што прифативте да бидете наши гости и да работиме на една тема која што итекако е потребно да се разработи и граѓаните да имаат точно познавање што ги мачи. Најпрво благодарам до вас као главен уредник на КТВ кој направи голем напор да се ова емисија оствари. Благодарам на екипата која ја ова емисија припрема, а всушност поздрав до сите кавадарчани, каде што град во кој имам доста мои пријатели и не случајно сум дојден во овој град, бидејќи живеем во Струга, дојден да помогнам од сознанието што го имам добиено во разговор со моите колеги, еден од големиот број на процент присутен и во амбулантите на невропсихијатрија, во амбулантите на интерна медицина, во амбулантите по општа медицина, во амбулантите на хирургија, травматологија и така натака, присутна една состојба процентуално преку 75%. Висок процент, секојдневие. Секојдневно присутен, нажалост, многу специфичен и многу карактеристично непрепознатлив, али доста подмолен, бидејќи на еден многу специфичен начин и ги отвара вратите на сите оние внатрешни состојби кои пациентот со години ги доживува, преживува и ги има во себе. Ке се послушам со, пред мене се неколку истории на болеста, значи од пациенти кои биле и кои према мене се доста карактеристични. Ке се послушам со нивните истории, за да гледачите на телевизија по квалитетно е осознато ова состојба. Така, што е стравот, каква болест е? Видите, познато е дека анксиозноста представува едно чувство на претерано присутен голем страв, нејасен страв кој лебди во личноста, страв чие потекло не може личноста или човекот да ја препознае, страв кој инаку доведува до многу изменета ситуација каде што уплавот, загриженоста за своето здравје, чувството на непријатноста и така е присутна. Инаку самиот збор анксиозност потекнува од еден познати латински збор, значи анксиетес, во превод значи уплав, во превод значи страв, значи бојазност, уплашеност за нешто. Всушност, многу интересно да оваа состојба пациентите често пати, или личностите, почнувајќи од мене и натаму, таа состојба ја доживуваат лично како една изузетна, јака внатрешна
непријатна нелагодност, како една напнатост, како една загриженост за собствената личност или загриженост за семејствата или членовите од семејствата, да, нешто ќе се случи, нешто ќе се направи, нешто ќе се стори, нешто ќе ја погоди мојата фамилија. Наиме, всушност таквите длабоки, доста тенденциозни размислување на присуството на тој уплав, пациентот, односно личноста на човекот се менува. Во психијатриските амбуланти, реков, бројката е многу голема, износи преку 75%, зборувам статистички, поготово во Србија, интересно, беше многу присутна. Еден еклатантен пример ќе ви кажам. За време на војната во Србија, кога јас бев тамо веќе, постпартус, после состојбата завршената војна, после 3 години се појавија сите психијатриски проблеми. Додека некое непишено правило стои дека за време на војната главна е хирургијата и ортопедијата, односно пружење помош. Обично тоа лошо пречувство, ево ќе се послужам со историја на пациенти кои многу карактеристично го опишуваат како состојба. Пример на случајот на пациентка која страшно карактеристично опишува дека во нејзините гради доживува, читам од нејзината историја, доживува едно стегање, оклоп во градите, доживува претерано забрзано чукање на срцето, пропратено со главоболки и страв дека нешто ќе се случи. То претерано чукање на срце и стегање во градите е пропратено со гушење, не може да дише, просто осеќа дека и недостасува ваздух. Друг пациент го ја опишува својата состојба, читам од неговата историја. Знам, вели докторе, кога ќе ми се јави бледило во лицето, кога ќе почне да ми се тресат рацете, кога ќе почне да во мене се јавува напнатост, кога устата почнува да ми биде сува, како вели, кога ме тера често да одам, да мокрам, или често ме тера да одам во тоалет, при тоа ми се јавува јак замор, оптеретеност. Јас тогаш немам ништо друго, него веднаш знам дека ми доваѓа стравот и уплашеност на нешто ќе ми се случи со мене. Третиот пациент, интелектуалец, он многу еклатантно, многу карактеристично опиша својата состојба, вели, кога отидам на работа, прва ствар, чим мојата концентрација на работното место станува слаба, чим почнувам да се нервирам за обични ситници, чим во мене се јави некоја состојба на промена на мојот глас, гласот ми се губи, видот уопште почнува да ми ослабува, осеќам дека нешто ќе се случи. Навечер, поготово ако претходната вечер не сум спиел, сум имал морија или лош сон или лоши ништа, сето тоа знам дека нешто почнува повторно во мене да се јавува присуството на стравот. Ово предчувство кој пациентите го опишуваат, или, например, се сеќам случај на една интелектуалка која била поканета на свадба и во моментот кога таа свадбена свеченост доживувала кулминација, во тој момент таа осетила таква една јака возбуденост, толку една јак променет немир во неја,
да морала на брзина да земе ташната и да побегне од таа средина, бидејќи знаела дека во неа се јавува предчувството на стравот од присуството на бројните луѓе во таа просторија. Иначе, интересно заедничко за сите пациенти со кои сум разговарал и кои биле на обсервација кај мене, а имам еден голем број на тие пациенти, секогаш објаснува дека таа причина на присуството на тој неврзан страв, на тој страв што лебди во личноста на човекот, тоа е тесно врзан за нешто што некои дури покушава да си објаснат што го провоцира, никако да дојдат до заедничкото. Интересно да во тие сите ситуации постои во медицината еден карактеристичен израз за таквите ситуации кој се вика locus minoris resistens. Што значи, во сите тие моменти, кога се јавува состојбата на тој страв кој лебди во личноста, ја подоцна ќе опишем клиничката слика, тој страв кој изненада настанува, кој ја окупира, ја онеспособува личноста, која брзо бара помош од медицински професионалци, од медицински професионалци, всушност не е свесна дека прејако, претерано се плаши за својот живот, кој навистина не е загрозен заради таа појава, него е загрозен затоа што во тој момент личноста може да направи потези, кои потези може да има доста трагична ситуација, поготоа ако е возач или ако нагло истрча преку улица. Значи, тој локус минори сега, заедно, во таа ситуација почнува као еден механизам сатни, неверојатно прецизно, неверојатно јасно, тачно, почнува пациентот да доживува проблеми со срцето, ќе ги опишем кои се тие симптоми, почнува да осеќа проблеми со стомакот, после ќе досеќа проблеми со мускулите, со целото тело, со своите мисли. Значи, сето тоа во тој момент, тој страв присутен кој лебди во личноста, не овозможува или не дозволува на личноста во која лебди тој страв да се контролира, да размисли што е причината за тоа. Напротив, првиот момент го бара или во ташната вади одма, што ја знам, лекови XY, или бара одма невропсихијатар, или бара одма општа пракса, или едноставно или случајот на еден пациент, интелектуалец, вели докторе, дур дојдам до болницата, страв. Во овој момент кога ќе влезам и почнем да го дишам тој воздух, јас сум друг човек. Веќе со мене се губи се. Значи, тоа чувство на тоа присуство на претеран страв, кој е со различен интензитет, различно секоја личност го доживува, верувајте ми, осведочен сум кај поедини личности дури и ги блокира, да без разлика на нивото на образованието, едноставно, како ми рече докторе, ја не знам никаде сум рече. Значи, сакам да потврдам дека ова состојба на тој присутен нејасен страв, кого личноста го доживува како страв кој го загрозува неговиот живот, всушност е пропратен со слаби точки во неговото тело кои почнува да се активираат и онда следи појава на тахикардија и така натака, ќе ги опишем тие знаци. Овие неколку пациенти што ги опишав од мојата историја, од мојата работа со нив, веднаш
ќе преидам на една друга интересна ситуација, како тие, управо поединачно имам запишано, као и секој во својата професија води одредени карактеристики што ги дожива во ординацијата, секој колега тоа го пишува као раритети за подоцна да му служат као подсетник на својата работа. Меѓутоа, оно што е најбитно, да мора да се свати дека присуството на стравот во личноста, стравот кој лебди, стравот кој е неоснован, кој го буквално блокира, го едноставно доведува во една ситуација на потполна немоќ, пропратено со уплав, всушност, оно што е многу битно да нагласам, тоа е коренот на сите емотивни пореметувања во човекот. На сите. Тоа на локус минорис. Тоа на, во превод, слабата точка. Например, кои се тие така наречени слаби точки кои најчесто се јавуваат кога е присутен стравот? Те се врзани се за одредени органи. Прво, најчесто се врзани за срцето, што тоа представува додатен страв кај личноста. Тој додатен страв кај личноста ја прави да во тој момент хаотично, конфузно, уплашено бара интензивно помош, поготово ако се јави присуството на така наречените кардиоваскуларни или срцеви симптоми, тахикардија, значи забрзано куцање на срцето, појава на екстасистол или прескакање, зголемен притисок. Понатаму, најчесто е случајот на еден инженер, чин ке добиеше болови во пределот на прекордиумот на градниот кош, готово, докторе, јас веќе сум пред инфаркт. Од инфаркт нема слово и. Можете да сватите која голема димензија на таа состојба. Често пати него го имав приметено како држи рака на градниот кош, а во дадени моменти со прстите држи на пулсот. Да, докторе, гледате, сега имам 200, 180, нема врска пулсот со тоа. Мери ме, не може сам, да не кажам други работи кои се присутни во тој момент, самиот не може себе да се верува дека не е така. Кога тие симптоми, дел од друг тип на симптоми, кои пациентите ги доживуваат при присуството на овај страв што лебди во него, кој го загрижува, се симптоми врзани за респираторниот систем, за органите за дишење. Појава отежано дишење, гушење, понатаму појава дури кај некои се јавуваат и астматични форми на напади или бронхијални напади, што пациентот често пати го тера да прави така наречено забрзано дишење, значи да надокнадам воздухот кој, или во дадени моменти каскадно дишење степ бај степ, што сето тоа го прави тој несвесно со намера да си помогне себе, а всушност си одмага. Ништо помалку при во ова состојба на присуство на страв, има пациенти кај кои се јавува се зафатени органите за варење. Значи, или дигестивниот тракт, со други зборови, појавена пролив или диареја, спротивно на тоа, обстипација, по 3, по 4, по 5 дена, нема столица пациентот. Понатаму, има случај на пациент, интересен ми беше, кој мораше, кога ќе офатеше статусот на стравот, бараше да повраќа што повеќе, погледајте се која контрадикторност, за да може да го олесни организмот, за да не му се случи уште полош, погрешно до крај. Или, например, често пати намерно не внесува храна
за да таа храна не му омета во дигестивниот тракт. И после тоа, секогаш знаете, јас се пашам од рак на желудецот и сето, тој затоа внимавам што јадам и така натаму. Се сеќавам на една пациентка, интересно многу беше тоа, и со неја имав големи проблеми, друго совладавме сето тоа, нејзиниот третман траеше негде скоро 6 месеци. Например, она кога ќе добиеше нападот на страв, на таа уплашеност дека е загрозен животот, она добиеше нагона мокрање. И пред него што ќе излезе надвор кај колегиниците, да се види со колегиниците или со колегите, да се види 3 до 4 пати мокри на столица, во шолја. И покрај тоа, кој ќе излезе надвор, поново јам речи доктор наго за мокрање. Никогаш вода не пие големи количини, затоа што да сега ќе почне моето мокрање, или тоа мокрање често пати покушава да го абсорбира со некакви други размислувања и други постапки. Овие симптоми кои пациентите ги манифестираат како наречени соматско или телесно вегетативни, кои не се под контрола, ајде ви се молам, вие контролирајте го вашето срце, ни случајно. Ајде контролирајте вие работата на вашите бубреци, нема шанса. Контролирајте работата на дигестивниот тракт, нема шанса. Значи, то се така наречени телесни, вегетативни, спротивно на овие телесни, вегетативни, постојат и така наречени психички симптоми. Сето ово што го зборувам од еден разлог, сакам кроз примерите на моите пациенти да едукативно им помогне на сите граѓани кои ја гледаат ова ваша емисија телевизиска, да им помогне да сватат дека стравот или анксиозноста или уплавот може многу квалитетно, професионално да се реши и да му го разубави животот на пациентот. Покрај овие телесни симптоми, кај пациенти често пати се јавуваат и така наречени психички симптоми. Ево ќе ви го кажам случајот на тој интелектуалец, господин, он најубаво ми остана во сеќање, возраст 40 и нешто години, татко на 2 деца, интелектуалец, висок интелектуалец со докторска дисертација и така натака, многу убаво ја опишуваше својата состојба. Анксиозноста или стравот кој во него беше присутен, секогаш го опишуваше со такикардијата, значи срцето, со екстрасистолите, со зголемениот притисок, со стегање во градите, лоша концентрација, неспособност да прати работата, психичка замореност, нерасположеност навечер дома, лош сон, кошмари, несоница и са бајле станува неспособен за работа. Значи, то се тие психички симптоми на болеста кои се пропратни и додатни на клиничката слика, на соматската клиничка слика. Било би некоректно да не објаснам дека постои, исто се служам со мојата стална, со моите пациенти кои се, морам да објаснам за некои битни моменти кои најчесто прашање од пациентите во разговорот со мене, најчесто. Дури, знаете, разговор кај нас се времето мери на пола сат, меѓуто уште малку, доктор, уште малку. Едноставно не сака да излезе. Има потреба да разговара. Сакам да ви кажем дека то го споменувам од разлог дека постојат различити форми на страв. Еден од стално присутен и кај вас и кај мене и кај сите, и во градот, меѓу луѓето,
je prisustvo na една нормална уплашеност или нормални страв. Што значи, одам по улица, чувам шкрипање на гуми позад мене, јас ќе се свртам да видам дали тоа ауто нема да ме сгази мене, што е али оправдан страв. Да. Или например одам, ево например во Струга, ќе ви кажам, на плажа често пати има водени змии, знаете. И вие подигнете лежалката, под неа стои водена змија. Вие во тој момент нормално имате страв, да не ме без разлика што не е отров, нали, имате непријатно чувство. Тој реален страв или нормална уплашеност за страв. Меѓутоа постојат одредени состојби на претерано присуство на страв. Тоа е фобијата. Фобијата во превод, во дефиницијата на психијатријата, значи претеран страв од ствари кои се ни малку неопасни. Например, видите пајак во аголот, страв од пајак. Или пројде глушец во соба. Евен случајна пациентка, една се викаше Лиле, колку од Струга ми беше една драга особа, жена од своји 70 нешто години, и кога бев повика на ручак и во еден момент се појави глушец. Ја тоа не може да сватам дека може да се случи. Жената од столица скокна, се качи на маса. Значи, фобија од страв, значи не страв кој лебди, него страв од страв, а кој воопште не е опасен по животот. Или, например, многу лошо, тоа го имам доживеено професионално, е паниката. Паниката ја доживев лично јас, во повеќе услови. Доживев као ученик во гимназија 63-та, кога беше Скопскиот земјотрес. Паниката ја доживев за време на бомбардувањето на Белград, а всушност паника е состојба која не зафаќа еден човек, него зафаќа маса, стампедо. И тогаш настануваат огромни жртви, огромни повреди, огромни драматични ситуации, каде што никој никого не гледа, едноставно се бори за својот живот. Една, мора то стално го повторувам, случај интересно со ови интелектуалци. Голем проблем со интелектуалци е една состојба која се вика хипохондрија. Хипохондрија во превод значи страв дека јас стално сум болен. Али од мене докторите ја кријат вистината. И сега, ќе ви го кажам случајот на една пациентка. Интересно, таа имаше некаков зацртан календар, денес оди прво кај невропсихијатар, па оди во лабораторија, па утре оди кај интерниста, па во лабораторија. И нон-стоп, и стално беше нејзина последна реченица. Вие се договарате и ја криете вистината од мене дека јас сум болна. Знаете? Значи, хипохондрија фактички претеран страв на личноста за собственото здравје, кое навистина е добро, а е неослован. Неослован страв. Спротивно на хипохондријата, морам да ви кажам, доста присутно, то лично, кој имам доживено за време на војната во Србија, ситуацијата со хистеријата. Хистеријата представува интрапсихички проблем. Што значи интрапсихички? Внатрешни проблеми, наталожени со години, собрани воедно и одеднаш експлодираат као бомба. Тоа експлодирање, таа проекција на личноста е манифестира на еден карактеристичен начин со барање на хитно брза помош, санитет, доктори и така натака, али во тој момент она има фактички карактеристична поза на нејзиното тело. Ево јас ќе имитирам таа жена, кога ја носат, буквално вака ја носат. И што е? Доктор е укочена скроз. Готово, ја погоди шлок. Буквално вака ја носат. И ја држат под раце,
она со главата падната, раците расширени, овие уплашени ако на женава дожела шлок, фактички ништо друго. Во тие моменти такви разговори се водат само со пациентот, домашните и блиските. Ве молам, причекајте надвор и во тој момент ја пуштите да се малку среди со благо боцкање на С витамин или Б витамин субкутано, сега ми е добро, ми ја дадовте таа америчка инекција, таа англиска инекција и тоа се. И кога веќе ќе се опушти, гледа упорно во вас, па немаше да дојде докторе дово. Вчера имавме многу расправи со мажот, изгубил на коцка толку пари, изгубил ова, ги остави децата вака, Значи, причината за тоа, таа жена да влезе во хистерија, е еден одбранбени механизам за да го натера нејзиниот сопруг да на друг начин реагира, се однесува кон ово. Така да, се тоа чести форми на присуство на страв кај личностите, али драстично се разликува од стравот кој лебди во личноста, кој е присутен, кој од кого се плаши дека е загрозен нејзиниот живот, животот на нивните најблиски членови на фамилијата. Значи, има разлика во сето тоа. Веднаш да се послужам со како се, ево, например, кај поедини пациенти, како ја добиевме диагнозата. Така, многу битно, како да се диагностицира. Управо така, знаете, ќе ми дозволите малку комфорно, пошто е изакто пријатно во студио. Видите, му правим проблем на камеранот сега. Видите, диагнозата е мајсторија на докторот. Значи, во секоја професија, мајсторија и искуство. Ако докторот алармантно, ургентно, плашено реагира као пациентот, отиде во цела ситуација. Меѓутоа, ние сме сите доктори со едно квалитетно искуство, каде што во основата на диагностицирањето и лечењето користиме со стручни професионални методи кои се проверени на клиника со еден долг стаж. Најпрво, на прво место многу битно е кај анксиозноста анамнезата. Али во анамнезата тоа е мај со две оштици. Знаете, треба да бидете мајстор дали анамнезата или податоците кои ги дава пациентот за болеста се двунамерни. Дали сака да ве превари и да добие некоја корис, или сака навистина да му помогнете. Во таа анамнеза, во квалитетниот разговор од страна на професионалниот доктор, полека ја откривате таа театралност или вистинска потреба од сето тоа. Ево, например, случајот, пак се користам со пациентка која имаше за цел, баш дословно, имаше за цел кога ги опишуваше податоците да објасни дека за нејзиното работно место платила 3000 евра во тоа време, али дека нејзиниот предпоставен не и дал оно што обеќал да ја даде работно место, и дал некој друго. И сега стада, сето тоа го му врати, почнува со појава на лечење на болести, на вакви, на такви, на овоно. Така да, на крајот, во својот опис, што често пати пациентите, кога го опишуваат стравот, кој вистински постои, тие толку детално, толку јасно, толку специфично, толку искрено често го опишуваат, да навистина не сумњата дека има двусмисленост. Али, кај оваа група на друга, кај што имате театралност, затоа што треба да добие некоја добит, тоа е веќе нешто друго. Така да, анамнезата
е многу битна. Анамнезата или податоците се многу битни не само од пациентот, него и од членовите на семејството. Затоа што знаете како појдете вие од вас, јас од себе, колегата и така натака, другаче ја гледа ситуацијата дома, а со други очи гледа ситуацијата сопругата. Нели? Или прв пат кога влезете во една нова средина, другаче имате фокусирано сознание што и како е, него, например, кога сте континуирано тука и стално знаете зелено, плаво, жолто и ништо повеќе. Значи, податоците се многу битни и честоста на податоците. Во користењето на медикаменти, од причина што ние не смееме да зборуваме поединачно за лекови по име, бидејќи веќе емисијата би добила комерцијалност. Можам само да кажам, се користат неколку групи во фармакологијата на лекови кои служат за опуштање од стравот, тоа се така наречени анксиолитици. Понатаму се користат лекови кај особи кои поради присуството на тој страв и влегле во депресија и антидепресиви. Особи кои имаат проблеми со спиењето се користат така наречени лекови хипнотици. Али најбитното, најважното што треба да свати пациентот, исходот не е во лекот, него е во личноста. За таа цел се користи денес најновото во психијатријата, така наречената познатата психоанализа, behavior разговор, во кој разговор сега пациентот изнесува све што доживува, што провоцира во него да се јави, докторот сето тоа регистрира и најбитно открива што е тоа што е втиснато во подсвеста на несвесниот дел на личноста, што интрапсихички од внатре се проектира и почнува да човекот се менува, или да се манифестира или да се менува. Често пати, например, видите, се случува, вели, јас кога видам свадба, ево еден пример ќе ви кажам, кога видам свадба, ја одма плачам. Наша колегиница, интелектуалка, докторка, меѓутоа станавме блиски на еден одреден начин, блиски во смисло професионално блиски. Она беше друга професија, али стекна поверење во мене и во еден момент ја кажа вистината зашто плаче. А зашто плаче ја кажа, ја случајно стои ден најде од мене кафе, или имаме во кругот наше, или денеска имам разлог ја да платам, ајде баш. На тој ден, пред повеќе години, била измамена он човек, со кого има 2 сина, дека ќе ја омажи, значи прво, со него раѓа 2 сина, уште малку, нити ја омажил, синовите ги оставил, он живел во еден со друга особа со која веќе бил во брак. И сега, вели вак, убава една реченица, кога го купив невестинскиот фустан и кога го кога го пробав и прашав како му се свиѓа, или прекрасно, тогаш плачев. Али повторно плачев што никогаш не го облеков. Видите, во неа тој страв сега во контакт со луѓето колку присутно, колку манифестно ја доведуваше во ситуација да каже нешто после еден долг период. Затоа секогаш и на моите колеги сум велел, пациентот, докторот го гледа со 3 пара очи. Со 3 пара очи. Прво, дали сака навистина да му помогне во тегобите, или сака да го злоупотреби да, ако е тоа нека убава девојка и така натака, или едноставно да добие профит,
Или ако е некој мајстор да дојде да му зида, да му работи така. Ја ден денес немам куќа, ја имам стан еден обичен, така да тој мој начин на приот беше секогаш со очите уперен во причината, во несвесното што го доведува него да дојде во оваа ситуација. Видите, не можете да сватите дека, немојте да сватите дека стравот е многу лесна работа, и многу лесно се лечи. Стравот се лечи долго. Анксиозноста се лечи многу сериозно и верувајте ми, ќе ви кажам еден пример на случај на анксиозност. Татко, директор на една школа, кој заврши трагично со инфаркт поради секое звонење на телефонот. Наиме, неговата ќерка беше епилептичар. Секое звонење на телефонот, тој стрептеше дали нема да му јава дека ќерката добила епилепсија и паднала на улица. Ден за ден во него веќе се јавува анксиозноста. Веќе се всадува. Во него почнува сега проблемите со срцето, боловите во пределот на прекордиумот, боловите врзано со сето оно што пати, сето тоа заедно ден за ден, да во еден момент веќе неговото срце не издржа и доби инфаркт. Значи, стравот, сватите го, ве молам, и вие као гледачи на телевизија, Канал ТВ, кавадраци, сватите дека во стравот има многу сериозност, во стравот и анксиозноста има многу драматичност и многу подмотост. Значи тоа дека стравот е влезна врата за многу болести. Управо тоа е таа Пандорина кутија. Стравот е тој кој ја отвара вратата на сите други скриени моменти во личноста кои подоцна се проектираат и се покажуваат, и тогаш човекот просто не знае од кај да почне, што се случува со него. Тогаш почнува во присуство на еден преголем страх, континуиран страх. Може да дојде до појава на чир, може да дојде перфорација на чир, може да дојде до разни други проблеми, кои фактички сега тој не ги врзува со појамот на стравот, ги врзува со органите кои сега веќе реагираат на база болест. Према тоа, почитувани гледачи, анксиозноста или анксиетас, или уплав, или страв што легле во личноста, сватите сериозно, али мој совет ви е, никогаш немој да посегнувате во ташата за лек. Било кој тип на лек, не смем да ги споменувам, било кој тип, не го побарајте сигурна, сериозна професионална консултација од колеги. Дали тоа ќе биде интерниста, хирург, доктор, општа медицина, невропсихијатар, бидејќи стравот е сегде присутен во сите професии. После операција, страв од операцијата, како ќе се заврши. После траума, кај ортопед, како ќе се заврши повредата. Кај интерниста, присутен страв, страв од дали инфаркт имам или не. Кај урологот, дали не е проблем со простатата или со бубрзите. Значи, секогаш е кој нејасен страв, неизвестен страв, непрепознатлив, со нејасен извор. Има ли граници во возраста појавата на стравот? Дали и најмладите, или веќе оние во пубертет, или оние после 18 години? Кога може да се јави тој неоправдан страв? Имам голема почит према вас, Ангел, као еден солиден новинар. Може да ви одговорам со моје прашање. Повелете. Што мислите, која возраст ја зафаќа? Од која возраст почнува да се јавува стравот? Па ја мислам дека уште од мали нозе. Честитам. Знаете, стравот се јавува од оној момент на детето до староста, кога почнува да осознава за себе. Пример, мало дете гледа
запалена печка во куќата. Додирне црвено, се испече, повеќе не. А кај него е веќе стравот присутен. Као оправдан страв. Оправдан страв, да. Али сега тој страв, се на тој страв надовезува и реалниот страв. Почнат да се јават опекотини. Почнат прстињата да болат. Значи, стравот е присутен во сета, во целата популација. Меѓутоа интересно многу повеќе е присутен кај жените него кај машкиот пол. Кај машкиот пол го имам доживено да го видам тоа, значи за време на војната операција во Белград 90-та година и прва беа актуелни хирушките интервенции. Денес се присутни после партус или постпартус ситуации на психијатриските. И секогаш после драматични ситуации, земјотрес, поплава и така, после неполна година до две, тогаш се јавува тој уплив на се оно што е скриено и почува личноста да бара неминовност, да бара помош едноставно. Значи, стравот е состојба интрапсихичка, која е наталожен во личноста, чија причина личноста не ја препознава, а зашто е потребна професионална работа. Стравот се перфектно лечи, изузетно лечи, бидејќи ако јас ви кажам дека вие во тој момент сте облечени во шарена блуза или црвена блуза и ви видите кај црвена блуза, тој момент више цел живот ќе знаете дека е тоа црвено. Значи, сме решиле една синтагма од тие непознати ствари. Значи, оно што успееме да му го ставиме до знање на човекот, на личноста, на пациентот, то веќе останува во него за цел живот инкорпорирано и станува за цел живот јасно да, јас сум го видел вас во оваква кошула или сум го видел вашиот сад на кај некој друг, чекај, мојот пријател носеше таков сад или носеше така кошула. Значи, не може да има некој страф, што скрие тој во таа кошула и како крие, дали нешто се спрема да ми направи така. Значи, препознатливост е многу битна. Стравот за собствениот живот многу битен. Стравот за семејните членови на семејството, за животот, за грозеноста, се многу битни фактори на кои мора да се разјаснува. Ево го спомнав примерот на овој професор, што фактички плашејќи се цел живот за својата ќерка со инфарктот, со епилепсијата, доживе инфаркт. Значи, стравот се совладува, перфектно се совладува, има толку добри лекови, има толку добри приоди во лечењето, има толку топла една снелажливост во мудроста на докторот, во техниката на лечењето, да утре, знаете како, тој пациент више не ви е пациент, тој ви пријател. И ќе ве памти цел живот, и тој семејството. Се менува квалитетот на живот. Апсолутно. Драстично. Неосновани состојби кои што може би ќе се случат. Ќе ви кажам пример на еден директор од Струга. Ево, исто страв. Тој, кога патуваше за Скопје, точно знаеше од Струга до Кичево колку километри каде е амбулантата. И со страв чекаше да стигне до таму, да не добие инфаркт. Од Кичево према Гостивар, точно знаеше селски амбуланти каде има, што ја немам појма. Точно знаеше од Гостивар до Тетово колку му треба поној пат за да стигне до Тетово, за да случајно не чим добие лупање, да. Има амбулант. Замисли вие се каков тој човек води живот. Ужасно. Или ќе ви кажам еден друг случај на еден бизнисмен, исто од Струга. Знаете како, богатството е проклетство. Проклетство, да знаете. Например, он имаше еден интересен начин на живот. Секоја втора вечер, преку ноќ не спиеше воопште, секоја втора вечер чекаше да дојдам дома до 2 сата, да го заспијам и се бајда кога ќе се пробуди да бидам тука поред него.
тоа макотрпно тешко, за да на крај свати дека не е предиспониран да почини, али е предиспониран на доживеани енормно големи стресови што го заработи тоа богатство, каде што и ноќе и дење со колата шпартал лево десно да ги собере тие пари, па сега плати го цехот. Дали? Така да сериозна е ситуацијата со анксиозноста. Меѓутоа не по секоја цена да се земе Хелекс, диазепам, лексилиум, како што веќе тоа е пракса во Македонија. Видите, не смеем да зборам, меѓутоа априори, со најголема одговорност. Посебно ги молам гледачите да не дозволат да земат лекови кои прават зависност, например, лекови кои тренутно им ја симнуваат состојбата, или лекови кои подоцна дават буквално лош ефект по неговото здравје. Само јас ќе ви нема да спомнам име на тие два лека. Например, едниот лек, често пати, него, кога ќе ми дојде пациент со тој лек, прво ми треба 3 месеца да го одвикнам од тој лек. Прво тоа ми треба. Второ, одреден лек им го пишувам. Ако имате една чесма во дворот, имате славина која вие коригирате и со таа славина вие ќе пуштите вода колку сакате. Значи, тој едниот лек, кога ќе се испие, делува така да ја спушта ситуацијата психичка, интрапсихичка, а кога ќе престане да делува, тегобите скокнуваат од еднаш да станува да. Вториот лек од таа група, вториот лек делува другачи, кога ќе го истроши медицинскиот, односно лековитиот дел на таблетата, он постепено дозволува да се појавува напрегнатоста и да те подсети, човече, заборави лек да земеш. Телото не знае да зборува. Органите не знаат да зборуваат, али казнуваат страшно. Страшно казнуваат. Така да, сакам да кажам, многу битно, анксиозноста или стравот е состојба која се лечи перфектно со најголема одговорност. Тоа ќе би го потврдат и моите колеги невропсихијатри овде во Кавадарци. Меѓутоа, треба навистина да се приде сериозно во решавање на тој проблем. Тоа значи да се побара лекарска помош. Стручно, професионално. Бошко Томовски исто така е расположен да сите оние кавадарчани и оние гледачи на КТВ кои што се вечерва тука и ги препознаваат овие симптоми кои што вие докторе ги кажавте, може слободно да ве контактираат. Може слободно да ми се обратат, само дека тоа биде пристојно време, да не биде после 11, односно 23 часот. Мојот телефон е 070 941 976. Може или да ми се обратат по телефон, или да имат лични контакт со мене, да дојдат во Струга, или како се договориме, или да дојдат како се договориме на место каде што на вистина ќе им се помогне. Ве молам, најодговорно ми тврдам, моите прегледи, значи, со етичка, морална и честна одговорност, моите прегледи уопште не ги наплатува. Значи, нема да се либи никој, ако сака да се јави, дека докторот ќе ми земе 50 евра или ше. Не, моите прегледи и моите разговори, не, бидејќи сум се посветил на медицината и ви реков, јас имам стан, немам да земам до сега пари, јас имам 3 куќи, а не стан сам. Така да, нека се слободно обрати кој сака на мојот контакт телефон за разговор, секој сум спремен да им помогна. Или би замолил, ако може вас као уредник, ако може на Кајро да оди стално. Секако, да. Така да, уште еднаш, срдечен поздрав, топли поздрави од мене, голема желба ми е да сватите дека
ова болест или ова состојба се лечи. Докторе, благодарам, ми беше задоволство да поразговараме на оваа мощна значајна тема. Па видите, јас имам многу теми од областта на неврологијата и психијатријата, бидејќи сум невропсихијатар. Нашата специализација, за разлика од сегашните колеги, кај што има посебно психијатар, посебно невролог, нас има многу малку. Меѓутоа, имам ја доста материјал од областта на неврологијата, на психијатријата, од областта на моите настапи на меѓународни конгреси. Имам доста трудови објавено, така да секогаш сум спремен да помогнам. Ако успееме да некако направиме, јас сега моето доаѓање лично трошковите јас си ги сносам. Значи, од почит према уредникот Ангел, како го викат, како велате гледите, Ангел, јас дојдов лично, така да не добивам никаква финансија за ова, јас сам си ги сносам трошковите, се со цел и намера да помогнам. Благодарам многу, докторе. Почитувани гледачи, срдачни поздрави од мене. Ова беше со повод, почитувани гледачи, а со повод говоревме на мощна значајна состојба која што мачи многумина, 75% како што кажа докторот од граѓаните го имаат токму неоправданиот страв од нешто што лепди во личноста. Се надевам дека имавте можност да ги осознаете овие стручни видувања, имавте можност да слушнете дел од праксата на доктор Бошко Томов, специјалист невропсихијатар, кој што повеќе од 35 години работеше на клиниката за невропсихијатрија во Белград, а исто таму и специјализираше. Ми беше задоволство што го задржавме вашето внимание со оваа мощна значајна тема. Имајте секој добро.